Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Регистрирано е мало подобрување во бактериолошката и хемиската исправност на водата од водоводите во планинските населени места во општина Кочани во текот на 2016 година. Според извештајот од Центарот за јавно здравје, состојбата и понатаму редовно се следи, а одстапувањата во квалитетот на водата биле вообичаени со години наназад. Водата од јавните водоводи и чешми во планинските села во текот на 2016 година бележи нешто помала неисправност за употреба во однос на претходниот период. Мострите што во текот на 12 месеци во неколку наврати ги земале екипи од Центарот за јавно здравје од Кочани покажале релативно пониско присуство на бактерии, а кај некои имало и помала хемиска загаденост. Во текот на 2016-та биле земени и испитани 41 мостра со вода од локалните рурални водоводи и од други јавни водоснабдителни објекти на подрачјето на општината Кочани, при што најголема неисправност имало во селото Рајчани. Овде, од 8 испитани мостри од Горна и Долна Чешма, како и од изворот Кралица Мајка, само во еден случај немало бактериолошко загадување, додека кај сите останати е регистрирано недозволено присуство на бактерии и штетни хемиски елементи. Освен во ова село, кај сите 4 мостри од водоводот во Нивичани и кај двете анализи од Пантелеј и Лешки, како и од земениот примерок од така наречената партизанска чешма, имало целосно бактериолошко загадување, но не е констатирана хемиска неисправност. Испитување на исправноста е направена и на неколку извори во градот, што населението ги користи за водоснабдување. Тие покажале дека, како и во изминатите години, водата микробиолошки и хемиски е неисправна кај Белска и Минова чешма, додека во сите 3 испитувања од пумпата во локалитетот Бавчалук добиени се добри биолошки и хемиски резултати. Од Центарот за јавно здравје е констатирано дека меѓу причините за неисправноста на водата за пиење е што во континуитет се провлекуваат пропусти од типот на недефинирани заштитни зони околу изворите, непостојање соодветна опрема за пречистување и дезинфекција на водата и несоодветно стручно одржување. Поради тоа, дадени се препораки да се врши одржување на каптажите, резервоарите и водоводната мрежа, како и да се прави континуирана дезинфекција на водата. Во текот на минатата година биле правени контроли и на водата за рекреативни потреби, како и површинските води, при што се испитани 3 примероци од градскиот базен и сите биле бактериолошки и физичко-хемиски исправни. Водата од акумулацијата Градче е оценето дека спаѓа во прва и втора класа во однос на бактериолошките анализи, додека во однос на физичко-хемиските е од 3 до 5 класа. Во истата класа се и реките, чие загадување доаѓа како резултат на испуштањето на непречистени комунални отпадни води од урбаните населени места. На почетокот од пролетта општина Кочани планира да го реализира задолжителното обележување на улиците со хоризонтална сигнализација. За таа намена ќе се потрошат околу 10.000 евра, а во моментот се бара изведувач на работите. За редовното обележување на хоризонталната сигнализација на улиците во градот и во дел од населените места во општината, локалната самоуправа на Кочани планира да потроши над 590.000 денари. Со овие пари треба да се покријат трошоците за набавка на боја со рефлектирачки карактеристики и за работната рака на изведувачот на работите. Според техничката спецификација, од изведувачот се бара да ги обележи пешачките премини на улиците во градското подрачје, како и соодветните линии и обележувања за известување за свртување пред крстосниците, но и такси и автобуските постојки. Со набавениот материјал планирано е да се покријат околу 4000 метри квадратни сообраќајна површина во бела и жолта боја. Обележувањето на хоризонталната сигнализација во Кочани вообичаено се прави 2 пати во годината, на пролет и пред почетокот на новата учебна година. Во изминатиот период имаше доста забелешки за квалитетот на извршената работа, зашто најчесто наседниците на Советот преку институцијата советнички прашања се бараше изведувачот на работата да користи боја што потешко ќе се отстранува од коловозот. Поради тоа, со тендерот за јавна набавка, сега се бара од давателот на услугата да обезбеди гаранција на материјалите што се вгледуваат, во поглед на содржината и рокот на траење, а документацијата за квалитетот и гаранциите на производителот, заедно со упатствата за употреба, треба да се предадат кај надлежните лица во општината. Обновувањето на хоризонталната сигнализација на улиците треба да придонесе за поголема прегледност, пред се во безбедноста во сообраќајот. Јавниот тендер за избор на фирма што ќе го врши обележувањето е веќе објавен,
а заинтересираните можат да се пријават до 8 февруари. 4500 ученици од денеска се вратија во училишните клупи во кочанските основни и средни училишта. За време на распустот се вршеше чистење и дезинфекција на школските установи. Посебно се работеше во училиштата, каде што имаше големи штети како последица од ниските температури. Почна второто полугодие. 4500 ученици се вратија во училишните клупи во кочанските основни и средни училишта. Раководните лица на школските установи деновиве ги правеа последните подготовки и дезинфекција на просториите за добар старт на второто полугодие и солиден пречек на учениците. Посебно се работеше во оние училишта каде што имаше големи штети на парното грејење како последица од ниските температури. Како училиште се соочивме и со мали неприлики поради лошите временски услови. Имаше дел од системот за загревање расфатено, така да во овој период успеавме да ги санираме последиците од лошото време. Училиштето е целосно опремено со систем за грејење. Останало уште малку, неколку дена да ги санираме штетите кои се настанати во спортската сала. Инаку училиштето е подготвено, изчиствено, извршена е дезинфекција на самото училиште, на сите простории и во текот на денешниот ден стартуваме со настава во прва и во втора смена. Зимскиот распуст беше продолжен со 2 дополнителни наставни дена по препорака од Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство да се избегне опасноста од ширење на грипот. Од ресорното министерство велат дека 2 дополнителни дена ќе се одработат, најверојатно во март и во април, за да се исполни вкупниот фонд од 180 наставни дена во учебната година. Второто полугодие од учебната 2016-2017 година матурантите ќе го започнат со полагање екстерно тестирање. Ќе започне на 30 јануари, а ќе трае до 3 февруари. На училишните табли истакнат е распоредот за полагање на учениците по денови. Од 30 јануари стартува полагањето на екстерното тестирање за учениците од завршните години 3 и 4. Во двете средни училишта се вршат подготовките за проверка на знаењето на учениците, односно за екстерното тестирање, кое што заради продолжување на распустот поместен е и неговиот датум, односно наместо на 23 се пролонгираше за 30 јануари. Во училиштето за екстерно полагање на учениците од завршните години вкупно се пријавени 199 ученика, зборувам за 4 годишно и 3 годишно образование. Веќе во текот на денешниот ден е истакнат распоредот за учениците по денови, а според насоките од Министерството за образование и наука, 3 дена пред полагање се знае кој ученик кој предмет ќе го полага. Значи, распоредот по предмети ќе биде објавен на 27, 28 и 29 јануари. Полагањата ќе се реализираат во 2 дена, на 30 јануари и 2 февруари, а резултатите ќе бидат објавени на 7 февруари, пошто ќе тече и рокот за приговори, кога учениците ќе можат да поднесат доколку не се задоволни од резултатите. Од училиштата велат дека се е подготвено за екстерното и дека располагаат со доволен број компјутери за успешна реализација на тестирањето. Продолжија духовните трибини од православен карактер што пред известен период започнаа да се организираат во библиотеката Искра. Истите се во организација на членовите на граѓанското здружение Воскресение со подршка од свештениците од Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги и од владиката Иларион. Со благослов на митрополитот Прегалнички Иларион и во организација на членовите на граѓанското здружение Воскресение, со подршка од свештениците од Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги, продолжи организирањето на духовните трибини во градската библиотека Искра во Кочани. Наменети се за сите верници кои што сакаат да научат повеќе за верата и црквата.
Предавач е ѓаконот од православниот храм Свети Великомачени Ѓорги од Кочани Димитар Арсовски. Последната трибина се одржа на 20 јануари петок и беше на тема Богојавление и ликот на Свети Јован Претеча. И овој пат имаше голем број луѓе кои што сакаат да ја следат трибината и даваат позитивни коментари за предавањата. Инаку, од Сдруженијето на граѓани Воскресение од Кучани рекоа дека не само ѓакон Арсовски, туку на трибините ќе држат предавања и други свештени лица од Брегалничката епархија. За секое наредно предавање верниците ќе бидат известувани тековно преку медиумите и социјалните мрежи. Следуваат информациите од спортот. Екипата на фудбалскиот клуб Осогово го одржа првиот тренинг во рамки на подготовките пред почетокот на пролетниот дел од првенството во третата лига. И управниот одбор и стручниот штаб на кочанскиот третолигаш најавуваат добри подготовки и амбиции од наесен екипата да се надпреварува во втората лига. Сите фудбалери се јавија на прозивката за првиот тренинг, со што фудбалскиот клуб Осогово ги започна кондиционите и технички подготовки за настапот во пролетниот дел од првенството во третата лига. Стручниот штаб и во продолжението ќе го предводи Владко Јовановски, а ќе му помагаат тренерите Зоран Филипов и Кире Тодоровски, додека со голманите ќе работи Лазар Балдазаров. И покрај студеното време, подготовките и тренинзите ќе се одвиваат сериозно на стадионот Никола Мантов, а од управниот одбор најавија дека во клубот има и нови играчи, со кои е засилен играчкиот кадар. Никола Трипуновски, првото и едно од подобрите засилувања до сега што ги имаме, кој има настапувано за Скопски Вардар, за работнички Победа Прилеп, а моментално доваѓа фудбалскиот клуб Скопје од Скопје и тоа е, да напоменам дека тој е долгогодишен и капитен на Вардар. Второто, исто така, големо засилување ни е Владимир Мојсовски, кој доваѓа од фудбалскиот клуб Скопје од Скопје, но има едно богато искуство во фудбалот. Има настапувано за Маđари, Работнички, Напредок Кичево, Напредок Раднички Крагујевац, и тој е првиот македонец, да истакнаме тоа дека тој е првиот македонец кој има настапувано во Казахстан за клубот Атирал, тоа е прва лига. Да напоменам и тоа дека имаме уште едно појачување, тоа е Илија Шуманов, кој доваѓа од Виничка Слога. Тој е долгогодишен наш фудбалер, беше во Слога, сега е повратник пак и се приклучи, веќе стартува со подготовките. Богатинов рече дека се преговара со уште двајца фудбалери, чии имиња за сега не сакаше да ги открие додека не се постигне договор, но најверојатно и тие ќе пристапат во клубот. Истовремено во кочанскиот третолигаш останува неговиот стандарден играч Аксентиев, како и комплетната екипа која настапуваше во есенскиот дел. Од стручниот штаб пак рекоа дека на почетокот ќе има по еден тренинг дневно, а потоа подготовките ќе се засилат. Од наредниот четврток ќе правиме по два тренинга. Тука не можеме да отидеме настрана, значи сепак тука ќе ги направиме базичните подготовки. За време на двата тренинга кои ќе се одржуваат, играчите имаат обезбедено ручек, овие што се од страна, што ги каже претседателот за силување, значи тие ќе бидат тука редовни, за нив има обезбедено спиење со комплет, значи има со доручок, со ручек, со вечера, комплет за тие што се од страни играчи. И така да се надевам после, тоа имаме закажено 5 до 6 пријателски утакмици и се надеваме дека спремни ќе да чекаме почетокот на првенството. Според Филипов, засилената екипа на Осогово може и во пролетниот да ја повтори низата од 8 победи поред како што беше во есенскиот дел, што треба да обезбеди доволно бодови за пласман меѓу првите три екипи, а со што ќе се реализира повеќегодишната желба за влез во втората лига. Младата екипа на Баскет Дино, која се надпреварува во младинската им 12 кошаркарска лига, го освои првото место на меѓународниот зимски турнир Триглав куп, што се одржа во Скопје. Нашиот тим беше подобар од своите противници од Македонија, Србија и Бугарија, а надпреварите беа добра можност за проверка на подготвеноста на екипата пред продолжението на настапите во пролетниот дел од првенството. Младите кошаркари на Баскет Дино, кои се надпреваруваат во М12 младинската лига,
се победници на меѓународниот зимски турнир Триглав Куп, што викендов се одржа во Скопје. На турнирот, чиј организатор беше кошаркарскиот клуб МЗТ, покрај домакинот и нашата екипа, учествуваше и екипата на Водно Санс од Скопје, како и представници од Бугарија и Србија. Со оглед што се работи за еден од најсилните турнири во Македонија за кошаркари од генерацијата 2005-2006, успехот на Баскет Дино е уште позначаен, особено што во првото коло кошаркарите од Кочани ги совладаа своите врсници од МЗТ од Скопје и Буба Баскет од Софија. Со истото темпо тие ги одиграа и полуфиналните средби, при што беа убедливо подобри од екипите на Актавис Академија од Лесковац, Република Србија и од Балкан од Ботевград, Република Бугарија. Во финалната средба кошаркарите на тренерот Сашо Лазаров се сретнаа со силната екипа на Водно Санс и не дозволија никакво изненадување. Во текот на целиот надпревар тие ја имаа иницијативата и постојано беа во водство, со што на крајот славија и висока победа од 61-46. Учеството на турнирот во Скопје беше добра можност за проверка на подготвеноста на нашата екипа пред продолжението на пролетниот дел од првенството во кое се наоѓа во врвот на табелата. За викендот што следува пак, младите кошаркари со истата екипа ќе учествуваат на уште едно меѓународно надпреварување. Се работи за мини баскет фестивал Рајко Жижик, посветен на некогашната легенда на југословенската кошарка, а што по 17-ти пат ќе се одржи во Белград. Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.